Добредодовте во новите детски вести. Ние со нашиот тим сме подготвени за старт. Успеавме да се одлучиме што да ви пуштиме за денеска. А што е тоа? Видете сега. Денеска во Мини Вести ќе ве носиме во градинка каде добивме интересни одговори на уште поинтересни прашања. А пред крај ќе зборуваме се за парите, како тие настанале и зошто постојат. Не го менувајте каналот. Вие гледате Мини Вести. Многу сакаме кога одиме во градинка. И се дружиме со нашите најмали другари. Им поставивме интересни прашања. Добивме интересни одговори. Погледнете што овој пат ни одговорија тие. Мистичниот свет на соништата од секогаш го будел нашето љубопитство. Соновите се извор на возбудливи доживувања, какви што не може да почувствуваме при фантазирањето со отворени очи и сосема е нормално човек да сака да го проучува тој таинствен свет. Светот на соништата раѓа многу прашања, а на дел од нив одговорија нашите другарчиња. Одиме во градинка. Со некоја спијам и нешто колку си сонувам. Со некоја спијам и некаде патува. Соне не сонуваш. Соне, кога сонуваш е сон. Кога мене ми се појавуват свики и кога те спија, сон е тоа што сонуваш може да биде добар и лош. Сонувам цвекиња. Јас кога сонувам ги сонувам баба и дедо и тета и тети. Секогаш сонувам убави сонови. Како патувам на кај баба и на кај дедо. Јас сонувам добри сонови. Тоа се како имало цвекиња и сум била на природа со мама и тато. Јас сонувам само кога се разбудам, не ме текнува што сонувам. Последно што беше како гледам црта. Сонуваме кога спиеме и кога сме многу уморени. Кога ќе играме нешто добро или кога ќе гледаме. Навечер кога ќе си легнеме и кога ќе заспиеме, тогаш сонуваме. Само понекогаш, не секој ден сонуваме, толку понекогаш. Кога сонувам нешто страшно, не се сеќавам. А никогаш не сум сонувала лоши сонови. Понекогаш сум сонувал, понекогаш не. Само се секувам на убавите сонови. Лоши не сум сонувал, само добри сонувал. Сонот е низа на слики и чувства кои се појавуваат за време на спиењето. Но зошто сонуваме? Научниците и нивните размислувања на оваа тема се поделени. Некои сметаат дека реално соновите немаат вистинска смисла, додека пак другите веруваат дека сонувањето е резултат на нашата психа. Содржината и целта на соништата не може целосно да се разбере, но сите живи суштества сонуваат. Секоја ноќ поминуваме околу 2 часа во сонување. Просечниот човек сонува во текот на 20 до 25% од времето во кое што спие. За време на еден просечен животен век, еден човек поминува дури 6 години сонувајќи. Повеќето луѓе сонуваат од 4 до 7 различни сонови секоја ноќ, но не ги помнат повеќето од нив, а најмалку 95% од соновите се заборавени. Соновите кои ги помниме најчесто се оние кои сме ги сонувале пред да се разбудиме. Се вели дека 5 минути по будењето забораваме 50% од содржината на сонот, а 10 минути по будењето го забораваме целиот сон. Вам може да ви се чини дека цела ноќ сте сонувале, но веројатно сонот траел само 10 минути. Соништата можат да бидат многу живописни, да бидат полни со срекни емоции или со застрашувачка тематика. Но уживајте во мистичниот свет на соништата додека спиете.
дојдовте денес повторно во нашата градинка 8 март. Денеска имаме прекрасен повод, а тоа е есенската свеченост, која што традиционално секоја година во нашата градинка изведуваме разни представи по повод сите годишни времиња, но може да кажам дека ова е една од најинтересните и најбогатите, бидејќи самата природа тоа го нуди, пред се со убавините кои што ни ги носи есента и сите оние промени кои што настануваат се причина за оваа представа да изгледа толку богата. Пред се ова се вкупно сите активности кои што сме ги изработиле за есента. Денеска се вклучени сите дечиња со нивни прекрасни костими, кои што најголем дел од костимите ги изработуваме ние, воспитувачите, креативните воспитувачи се разбира. Меѓутоа имаме тука и прекрасни изработки кои што ги изработуваат родителите заедно со своите дечиња. Денеска беше есенската представа, сите заедно уживавме, се надевам дека повторно ќе се дружиме. Тоа е наредната или новогодишната представа. Повторно ве поканувам заедно со нашите дечиња во нашата градинка да го дочекаме Дедо Мраз и сите убавини кои што ги носи годишното време зима. Здраво, другарчиња, јас сум Есенка, а ова со мене е Есенко. Заедно дојдовме во градинка и со нас донесовме многу есенски другарчиња. Бидејќи знаете дека во годишното време есен има се и се што за секого има по нешто. Ги повикавме сите наши есенски пријатели, бидејќи другарството во градинката во годишното време есен е најголемото богатство. Јас сум Врапче и Џивко Сивко. Моите пријатели ми направи убава кукичка. Во неа ќе зимувам, а моето другарче Кристијан ќе ми става трошки жито за да бидам сито. Краставичка зелена сум јас. Зајчето ме грицко со сваст, од рушијата тетка Мира секоја се слуша мојот глас. Ветрот ме гони на сите страни. Нема од ветрот кој да ме брани. Многу сум тажна и мојот мир ќе го најдам во еден голем вир. Сите заедно и сложно направивме кутичка за Врапчето. Тоа ги испрати сите роднини на топлиот чук, ќе остане тука да зимува и повторно на пролет да не дочека. Јас сум другари свеж грозд, од мене се прави најкутен сок. Ветрот ме гони на сите страни, нема од ветрот кој да ме брани. Многу сум тажна дека мојот мир ќе најдам еден голем вир. Еј, другари, па тука сме ние, да ве спасиме од дождовниот чаш. Дождет ситно нека роси, ама секој другар чадор се си носи. Во есен има се и се што. Парите ми се потребни да купиме мастики, Или да купиме многу играчки. но тие се потребни и за многу други работи. Се за парите од прилогот што следува.
Во секојдневниот живот на човекот му требаат пари за да си купи неразлични работи, но и да ги задоволи основните потреби. Со парите се одредува и вредноста на различни предмети и услуги. Во минатото на луѓето не им биле потребни пари, бидејќи за живот сами произведувале она што им е потребно или го набавувале на начин на размена. Тие се менувале за она што им било потребно, а го немале. Сточарите, например, плаќале со стока, ловците со крзно, земјоделците со земјоделски производи, чевларите со чевли и така натака. На овој начин се тргувало многу одамна, но и денес ова функционира во некои племиња, како например во Африка. Овој начин на плаќање не бил добар и поради тоа како средство на плаќање биле создадени парите, најправени од злато, сребро, бакар и други метали. Металните пари биле многу тешки и не биле погодни за носење, па набрзо биле укинати. Поради тоа, луѓето решиле да направат хартиени пари, за чија вредност гарантира државата. Постојате траги дека хартиените пари за прв пат биле користени во Кина пред повеќе од 1000 години. Освен хартиените пари, користиме и монети, но и платежни картички, кои за прв пат биле употребени во Америка. Секоја држава има своји пари, односно валута, како што во Македонија тоа е денарот. Но постојат и заеднички валути, како например еврото, кое се користи во земјите од Европската унија. Во музеите можеме да видиме и збирки на пари, кои се зачувани како еден вид на богатство или показател за едно време. Сите го сакаме Винипу, малото жолто мече кое секогаш е толку весело. Но освен тоа, овој анимиран херој е и многу мудар. Со неговите пораки за животот, пријателите и љубовта, стана умилен лик не само кај децата, туку и кај возрастните. Таков е примерот со тетка Деб Хофман од Америка, која е најголемиот фан на Винипу. Таа во својот дом има колекција од 13.213 жолти мечиња, која запишаа во Гинисовата книга на рекорди со најголемата колекција на играчки и предмети со ликот на Винипу. Тетка Деб започнала да прави колекција со славното мече во 2015, а љубовта кон Винипу ќе каже дека и потекнува од нејзините родители. Првото мече кое го добила на подарок од нив бил токму сладкиот жолт лик. Во нејзиниот дом моментално има 3 соби кои се исполнети со Винипу. Со доаѓањето на зимата доаѓаат и интересните факти за неа. Во рубриката Дали сте знаеле, денес ке зборуваме за снегот, мразот и ниските температури. Снегот денес, привремено или постојано, покрива околу 23% од површината на земјата. Покрај препознатливиот бел, постои така наречениот црвен снег, а истиот изгледа вака. Поголем дел од снегулките се помали од 1,5 cm. Најниската температура забележана некогаш изнесува минус 128 степени Целзиусови на Антарктикот во 1983 година. Дали знаете дека има луѓе кои се плашат од снегот? Овој страф има свое име и се вика чионофобија. Планината Килиманџаро во Танзанија има константна покривка од снег која може да се види дури од екваторот. Највисокиот снежко во светот е изграден во Бетел, Америка во 2008 година и бил висок 37 метри. Рекордот за најмногу снежни ангели е поставен во Канада во 2004 година, кога децата од неколку училишта направиле 15.851 снежен ангел. Не заборавајте и вие да направите снежен ангел и да уживате во белата убавица зимата. Денеска во Мини Вести
Ќе одиме во музеот на Македонија каде прашавме за инструменти, но и видовме дел од нив, а пред крај ќе зборуваме за музиката. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини Вести. Звукот се создава со инструменти. Јелина, дали свириш на некој инструмент? Не, да би сакала да научам. Тогаш Прилогов може да ти даде идеја. Музиката е збир на многу звуци, хармонично аранжирани во една мелодија. Звукот се создава со помош на музички инструменти. Постојат 3 видови музички инструменти што произведуваат звук на различен начин. Инструментите што произведуваат звук на дување се дувачки инструменти. Инструментите што произведуваат звук на удирање се нарекуваат удирачки инструменти, а инструментите што произведуваат звук со удирање на прстите по жици се нарекуваат жичени инструменти. Во нашата култура има многу инструменти кои оставиле печат на нашата музичка историја. Дел од нив се културно богатство и се чуваат во музеј, а многу повеќе за инструментите ќе ви откриеме во продолжение. Ве носиме во Музејот на Македонија. Јас сум Луција и денес сум ке инструментите во Музејот на Македонија. Какви се инструменти има? Во Музејот на Македонија имаме жичени инструменти, имаме ударни инструменти и дувачки инструменти од нашиот народен фолклор. Тие се делат многу едноставно на почетокот на гајди, на шупелки и кавали, потоа инструментот кемене, кој е жичен инструмент, за свирење со гуделка или со рака, и на крај се ударните инструменти, кои се дајрето, дарабуката, тапанот, малиот тапан и ударните ѕвонци и клопотолци за разни ритуали. Зашто се важни овие инструменти? Овие инструменти се важни, бидејќи се делот од нашето фолклорно минато и тие представувале еден вид символ за прослава во минатото, значи биле дел од свадбите, од ритуалите. Сите се специфични за одредени краишта. Например, дувачките инструменти се претежно специфични за западните краишта, кои се е одраз, значи, на начинот на живот. Например, гајдите се правени од овча или пак козја кожа и се биле типични за овчарски инструменти, кои типично тоа биле планинарските краишта во Западна Македонија. Таму исто така се потипични и кавалот и шупелката и тие се како еден символ на тој крај. Тие се сите направени, значи, од природни материјали, а значи исто така имаме инструменти кои се донесени и од Азија, како на пример зурлата, која е сега типичен македонски инструмент, кој се одликува со многу јаки и пискав звук. Се користеле на пример за галичката свадба, типично било да имат на пример 2 тапани и 2 зурли. Денешните инструменти се модерни, додека пак овие се стари инструменти и денес се користат само од фолклорните групи. Владо, кој свирал на нив? До овие инструменти во минатото свирале, значи, музички тајфи, додека малце поголема специфика има за инструментот кемене. Инструментот кемене е жичен инструмент кој е помеѓу мандолина и виолина. На него свирале стари луѓе, дури слепи луѓе, кои свирејќи на тој инструмент заработувале пари за леп или дали само добивале понекогаш и парче корка леп. Последните од слепите свирачи умрело 60-те години од минатиот век, но традицијата на свирење на пример на кеменото продолжува до ден денес. Но сега, ако сакате да разберете за секој инструмент повеќе, може слободно да дојдете во Музејот на Македонија, јас ќе ви објаснам за секој инструмент одделно. Благодарам, Влада. Поздрав до сите од Музејот на Македонија. Тапанот е најстариот музички инструмент кој го сретнуваме низ македонскиот фолклор и музичка традиција. Тој инструмент е чиј основен дизајн останува непроменет со илјадници години. Нашето другарче Максим има 5 години, свири тапан и ја продолжува нашата традиција. Денеска сум во градинката 8 март заедно со Максим. Здраво, Максим. Максим, зошто го сакаш тапан? Кога гледав јас дома телевизија како свират на тапан и јас сакав тапан и баба ми го купи за поклон. Кога почна свириш тапан?
Од кога баба ми го купи пред 3 години, од тогаш свирам секој ден. Кој те научи да свириш тапан? Бидејќи дедо знаеше да свири на тапан и тој ме учи секој ден. Каде вежбаш? Вежбам дома со дедо, кога дедо има време и кога јас сум слободен. Дали соседите се лутат кога дома ти свириш тапан? Бидејќи звукот е многу јак и соседите знаат дека сум јас и не се лутат. Јас сум Марко, заедно со Максим ве поздравуваме од градинката 8 март. Музиката не прави срекни. Кога слушам музика, секогаш танцувам. Музиката е добра и за нашето здравје. За музиката зборуваме во прилогот што следува. Без разлика дали ги обожувате песничките од Златно Славече, песните на Џастин Бибер или Селена Гомес, или ги сакате песните од Цртаните, слушајќи ги хармоничните тонови, вие го релаксирате телото и ја храните душата. Слушањето музика е едно од најчистите хобија и постојат милиони луѓе кои го започнуваат и завршуваат денот со музика. Луѓето создавале музика со пеење толку време пред да постојат инструментите. Личноста која пее сама се нарекува солист. Кога пејате двајца е дует, а хор е група луѓе кои пеат заедно или пеат различни делови од иста песна. Музиката им помага на луѓето во сите сфери. Во минатото, галските робови на бродовите веслале во ритамот на биењето на тапаните. Луѓето свират музика кога прославуваат посебни прилики, како родендени или свадби. Најчесто луѓето свират или слушаат музика за да се забавуваат себе си и своите пријатели. Традиционалната музика е наречена фолклорна музика и честопат е толку многу е стара што никој не може да знае кој прв ја создал. Во средниот век, луѓето пронашле начини како да ја запишуваат музиката. Луѓето кои пишуваат музика се нарекуваат композитори. Тие може да пишуваат музика за еден инструмент, за повеќе или за песни. Музиката се грижи за нашето добро здравје. Чичковците доктори велат дека слушањето на омилените песни ни го одржува срцето здраво. Но тоа не е се. Кога ја слушате вашата омилена музика, вашиот мозок ослободува хормон на среќа. Сите ние не сакаме иста музика и тоа е во ред. Музиката и она што го слушаме е личен избор, а за вкусовите не се дискутира. Важно е дека музиката не прави среќни. Со музика ви испраќаме денес. Останете добро расположени. Ако нешто сте пропуштиле од старите, веднаш на нашиот YouTube канал. Чао! Ако сакате постојано да наследите, стиснете subscribe и не заборавајте да пратите лайк.